Почитувани, денеска откриваме нов скандал поврзан со Агенцијата за храна и ветеринарство, со кој се доведува во прашање спроведувањето на наредбата за здравствена заштита на животните. Агенцијата за храна и ветеринарство на ветеринарните друштва, задолжени за спроведување на оваа наредба, им должи околу 200 милиони денари, пари без кои тие не можат да функционираат. Еве докази. Катастрофалната финансиска состојба на ветеринарните друштва, до која ги доведе власта, се заканува да предизвика колапс во здравствената заштита на животните, а преку тоа и во сточарството. Колку е ова сериозно, доволно зборува улогата на ветеринарните друштва во вакцинација на добитокот од заразни болести како бруцелоза, шап и лигавка, беснило, антракс, туберколоза. Болести кои може да го уништат стадото на сточарот, но и да го загрозат здравието на луѓето. Ветеринарните друштва, кои имаат склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринарство, преку обележувањето на добитокот, се најдиректно вклучени и во субвенционирањето на сточарството. За да може еден сточар да се пријави за субвенции, мора претходно да има спроведено идентификација и регистрација на грлото со пасош, кој потоа ќе пријави бројна состојба на стадото. Ова е барањето на 77 ветеринарни друштва со нивни подписи и печати, кои преку ветеринарната комора се обратиле до директорот на агенцијата Зоран Поповски. Тие алармираат дека доколку не се обезбедат средства за нивно нормално функционирање, нема да можат да одговорат на законските обврски во извршувањето на годишната наредба за здравствената заштита на животните, идентификација и регистрација на животните и издавањето на ветеринарната документација. Ова доцнење со исплатата на Агенцијата за храна и ветеринарство на ветеринарните друштва е нотирано и во извештаите на Европската комисија. 2012, 13, 14, 15. Кога СДСМ ќе презеде одговорноста, што ќе ја дадат граѓаните на Македонија, ќе го запреме криминалот и корупцијата, што беа основа на владење на Никола Груевски. Ќе ги вратиме парите назад кон граѓаните и ќе обезбедиме сигурно финансирање на институциите на системот кои се од витално значење за државата и за граѓаните. Благодарам. Прашања? До кога требало да им се исплатат средствата и за колкава сума се работи? Се работи за над 200 милиони денари долг кон овие 77 ветеринарни друштва кои што вршат јавен интерес, услуги од јавен интерес, имаат склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринарство и долговите се провлекуваат од година во година.